Почитувани, добар ден, вие го следите отвореното студио на 1 ТВ. Со мене Владко Чаловски и секако мојата колешка Јана Јосифовска. Добар ден и од мене. Добре дојдовте во отвореното студио 1. Така, како што е практика и како што најавивме всушност во текот на првото наше вакво појавување, односно она промена на како ќе се одвива студиото, минатиот, односно во понеделникот, така денот го стартуваме со она што всушност сте немале можност да го видите во текот на вчерашниот ден, во вечерните часови, и сите оние разговори кои што барем ќе ви представиме дел од нив, а кои што секако ќе можете да ги најдете целосни на YouTube каналот на 1 ТВ. Да, со тоа ќе започнеме, односно секако ќе ве информираме што се ќе содржи всушност ова денешно отворено студио. Во вечерниот термин секако да подсетиме дека ќе бидат домаќини Ацо Кабранов и Боријан Јовановски, и ќе започнеме нели со оние можеби исто така што го одбележале вчерашниот ден реакции на социјалните мрежи и ова утро, бидејќи како што нели често знаеме да кажеме, важно е што се зборува, односно какви мислења се споделуваат на социјалните мрежи. А бидејќи Македонија е држава во која што постојано се случува нешто, барем или така ја перцепираме преку социјалните мрежи, било тоа да е на политички план или на економски план, така и реакциите ги има, дали на Твитер, дали на Фейсбук, важно е дека ги има и добро е што е така, бидејќи само на тој начин доколку реагираме и ние како медиум и вие како граѓани, нели така би ги поправиле работите. Додиме со она што не очекува барем денес до 19 часот, а после 19 часот ќе се дружите со колегата Боријан Јовановски. Значи, како што рековме, на почетокот ги имаме оние хајлајци, сето она што е пропуштено, оние мали парчиња кои што ги вадиме од текот на вчерашните дебати, за потоа во студиото да го имаме нашиот колега Игор Стефановски, кој што до доцните часови беше пред Основниот суд Скопје 1 поради оние збиднувања и притворот, доделениот притвор на поранешниот шеф на УБК Атанасовски. Како што спомене Јана, ќе ги следиме реакциите на социјалните мрежи и секако ќе проследиме еден скајп разговор на колешката Кристина Атовска со Маја Ангел, која што е лице со попреченост, која што живее во Холандија. Ќе биде еден вид продолжение на она што го работевме во понеделникот, кога беше и меѓународниот ден на лицата со попреченост. Секако овде се отворените телефонски линии, каде што ќе можете да ги дадете вашите мислења за различни теми. Се уште не сме ја утврдиле конкретно темата, меѓутоа е тема која што секому ќе биде позната, тема на која што слободно ќе можете да го изразите вашето мислење. Временската прогноза, да не ја заборавиме, со нашиот Славчо Поповски, кој што многу прецизно гаѓа какви ќе бидат временските услови, така да и вие да знаете како во текот на недалава. Дејан Андоновиќ секако, кој што ги следи одблиску случувањата во светот, ќе разговараме и со него за случувањата како во Париз, продолжение на сето оно што се случува во Париз и ситуацијата на Косово. И некаде околу 15 часот го имаме Пеце Груевски од УПОС, кој што ќе зборува за активностите и плановите на УПОС, кој што најави штрајк доколку не се реши ситуацијата со судските службеници. За потоа да следува позабавниот дел, возењето со Вучич, нашите колеги од Ексклузив, Стефан и Нина со нивните прилози, и некаде околу 18:45 онаа модна полиција со Сергеј Варошле, и како што реков, после 19 часот во студиото ќе влезе нашиот колега Боријан Јовановски, а ќе се дружите до вечерните часови. Така.
Тоа е генерално, ви најавивме што се ќе содржи ово отворено студио 1 денеска. А сега, Чаловски, предлагам да започнеме оно што го најавивме, две делчиња од разговорите, кои што синоќа го одбележа отвореното студио 1 со колегата Александар Чумовски. Првото, односно во централниот дневник во 20 часот на 1 ТВ имаше многу интересно гостување кај колегата Чумовски и секако колегата Александар Петревски, тоа е музичарот Пепи Ренџов. Поводот беше околу културата, односно информацијата дека регето и музиката на Боб Марли од оваа недела фактички се ставени на листата на УНЕСКО за културно наследство на светот. Една многу интересна информација која што сите обожавате, па вклучително еве можам да кажем јас ја пречекав со задоволство. И не само на регија музиката, не, секој кој што сака музика апсолутно знае. Меѓутоа можеби нели најмногу за сепак фановите на Боб Марли. Така што даде некои интересни видувања Ренџов во овој однос. Па токму во продолжение предлагам да погледнеме еден дел од разговорот како тој го толкува еве ставањето на регето, односно на музиката на Боб Марли на листата на УНЕСКО за културно наследство. Она што тој го проповеда, тоа е регија музиката и Растафарај покретот, проповедаат љубов, проповедаат почит кон жената, проповедаат чиста естетика во музиката и тие се веројатно главните и култните работи за кои УНЕСКО атакува да им ги покаже на светот дека иако некогаш било субкултура, денеска може да се најде како главен иницијатор на ширење на љубовта. Што е тоа што регија музиката внесе во општиот музички колорит на оваа сцена во која секогаш се трка за евергрини, а понекогаш забораваме кај се извориштата нејзини? Регија музиката е специфична по многу работи. Битот на главниот удар на тапанот е на трето време. Значи тоа повикува малку на игра. Впрочем, и Јамајка е земја на сонцето, на убавата природа, на незагадениот воздух. Луѓето таму се срекни, иако се социјално онеправдени, што е проблем на Растафарајот како покрет, меѓутоа музиката е прекрасна. Музиката не припаѓа ни на американската, ни на европската, ни на било која музика. Таа е специфична и конкретна и потекнува само од Јамајка. Не ја прослави Боб Марли, затоа може би е уметник на УНЕСКО. Некој од нашите гледачи да кажеме кај е. Јамајка е во близина на Куба, едно од најголемите острови во Карибите. Близко до Америка, ама ја викам доволно далеку за да не може да биде. Два пати помала од Македонија со речиси изброј на жители 2,5 милиона. Боб Марли во едни од своите луцидни идеи вели: една добра работа во врска со музиката. Која ќе те удри, не чувствуваш болка. Болката ја задржуваш и трае една недела после тоа, меѓутоа не како болка, можеби како пријатна болка. Значи, јас секој концерт, убав концерт кој проследам, например, на джез фестивалот, кој ни доаѓаат автори и изведувачи од Куба, од Јамајка, од Америка, после влијанието од тој концерт го чувствувам една недела. Затоа би можеби Боб Марли го кажал тоа, значи во моментот не. Во моментот не можеш да чувствуваш болка, меѓутоа болката трае и песната би требало да се боледува и да придонесува за радост. Што е линкот меѓу регје и салца? За која си ти најстранен? Да. Значи, збориме за кубанскијата музика и за овакво. Регето е повеќе личи на поп музиката. Значи, битовите во реге музиката се строго профилирани. И има еден, ја го спомнав, ударот на трето време на ногата од тапанот. Значи, тој е главниот, тој ја извртува, тој во ниедна музика ниту во Европа, нити во Америка не се наоѓа. Значи, во ниедна. Автентичен е за јамајканската музика. А салса музиката има еден предудар
кој ја прави салсата да повикува исто на играње, меѓутоа не е тотално се разликува од јамајканската и е тотално автентична за кубанската. Иако островите се многу блиску, сепак имаат автентика и во едното и во другото. Го носиш овој шарм на кариоки при своите изведби и подигање на публиката. Ти се случило Боб Марли да го ставиш на репертуар и да ја покренеш ова носталгија кон регето? Морам да ви кажам дека 78 година, кога заврши практично животот на Марли. Тоа е 81-а, 11 мај. Меѓутоа 78 додека беше жив, ние во Македонија имавме реге бенд кој се викаше Цилиндар и тој беше на ниво на Југославија еден од најуспешните бендови за реге. Значи, ја освоивме зајачарската гитаријада во конкуренција од Југославија од 90 групи од цела Југославија. Значи, ние бевме, значи, и ова, иако не сте го знаеле, ама баш ми е драго што го кажуваме овде, директен гуру на Цилиндар, групата која е од Карпош 4, е Боб Марли. Така, се враќаме назад во студиото и го слушнавме господинот Ренџов, токму за тоа што УНЕСКО ја стави на реге музиката на својата листа. Меѓутоа, уште една тема сосема поразлична од ова, во ова шарено, отворено студио 1. Е тоа дека клиниката за хематологија во Македонија е поврзана со светските центри и нивните податоци за дарителите на коскена срж. Нешто што помага кај лицата со малигни заболувања на крвта. Тоа значи дека доколку не можете да најдете, не може да се најде донатор на таа коскена срж во кругот на семејството, пациентите ќе имаат можност истата да ја бараат во датабазата со дарители од светот. На оваа тема во студиото зборуваше доктор Ирина Пановска-Ставридис, која што е директорка на хематологија, па да го погледнеме и овој исечок. На нашата клиника од 2000-та година се спроведуваат трансплантации и тоа во континуитет. Ја знам уште од времето на професор Георгиевски. Се уште е дел од нашиот тим, професор Георгиевски. Но мислам дека меѓутоа досега не бевме во можност да спроведеме несродна трансплантација. Зошто? Не затоа што немавме. Прво, што е тоа несродна, да им објасниме на гледачите. Значи, самиот процес трансплантација представува заболени хематопоетски клетки да се трансплантираат од здрава индивидуа, да се сменат со здрави хематопоетски клетки. И главно тоа се правеше, да речеме, од родители, од најблиски. Значи, пациентите со тешки малигни заболувања на крвта, што е најчестата индикација за оваа интервенција, може да се излекуваат само со трансплантација. Кај 20 до 25% од нив можеме да идентификуваме кај најблиските сродници, браќата или сестрите потенцијален дарител со кој што може да се од чисто клетки може да им се направи трансплантација. Меѓутоа, за останатите не постои фамилиарен донор. Досега тие пациенти патуваа надвор од земјата и минатата година само околу 2 милиони евра од здравствениот денар се одлеаа во странство. Меѓутоа, за прв пат, овој пат, целата интервенција е направена во Македонија. За 70% од пациентите може во несродните да се најде потенцијален несроден дарител. Што значи тоа? Секој од нас во светот има 9 до 10 генетски идентични индивидуи кои му се потенцијални дарители. Голем број од луѓето во светот доброволно се зачленети во дарителски регистри, а тие регистри помеѓу себе се поврзани во една светска асоциација на регистри на коскена срцевина и ние имаме пристап да пребаруваме во тие регистри да најдеме потенцијален донор за нашите пациенти. Досега само момент, морам да ја водам за да биде појасни да гледачи. Вие велите доброволно. Тоа значи дека во светот луѓе освен што даруваат крв, има и луѓе што даруваат коскена срцевина. Значи вака, многу поретко се дарува коскена срцевина, сега постојат механизми со кои тие матични хематопоетски клетки ги стимулираме да излезат во периферната крв и многу полесно преку систем на афереза, на еден апарат сличен на хемодиализата што спомнавте, се собираат во кеса и се транспортираат во одредени земји. И како стигна од Полска, мислам? Значи вака, најпрво
Влеговте во банката на податоци. Значи, во Македонија постои дарителски регистар од 2010 година. И тој се наоѓа на Институтот за имунологија и хумана генетика. Истиот од 2013 година е член на интернационалната мрежа на доброволните дарители на коскена срцевина. Меѓутоа, досега не бевме во можност овој процес да го спроведеме. Бидејќи најпрвин требаше да направиме стандардизација на условите на нашата клиника. Второ, требаше да обезбедиме лекови кои што се неопходни за оваа процедура, требаше да ја зајакнеме мултидисциплинарната соработка и се разбира, основно беше буџет и средства за сето ова ни недостигаа. И тука би се заблагодарила на здравствените власти и владата, кои ни дадоа поддршка и имаа слух и застанаа позади нас овој подвиг кој што велам јас. Исто така, имавме и многу голема помош од општествено одговорни компании кои финансиски не поддржаа. Кога дојде првиот пациент, на Институтот за имунологија се обидоа да најдат потенцијален донор и истиот го лоциравме во Полска. И тогаш беше главната пречка, центарот во Полска бараше податоци за нашата институција. И тогаш требаше да ги убедиме за нашиот кредибилитет, за нашиот авторитет како институција да ја спроведеме оваа постапка. На помош ни дојдоа нашите странски партнери со кои што имаме од претходна соработка во научно-истражувачки проекти и кои што безрезервно не поддржаа. Тука би го спомнала Институтот Ребро од Загреб, би ја спомнала и МД Андерсон болницата од Соединетите Американски држави и од Нимберг клиниката каде што дел од нашиот кадар е едуциран во минатото за несродна трансплантација. Од кога стигнаа нивните препораки, нашиот центар доби број и стана дел од мрежата на центри кои што се подобни да се спроведува оваа несродна трансплантација. Значи го укуцувате бројот и добивате регистратура или влегувате во фундусот на како ги викате вие, доброволни дарители. Доброволни дарители. Тоа се луѓе и во Македонија истото е, може преку вас да апелираме, секој може да оди на Институтот на имунологија, ако е постар од 18 години и помлад од 55 или 60 години и во добра општа состојба, нема сериозни хронични заболувања и да даде една епровета крв. И врз основа на тоа се одредува неговата хајла конституција. И таа хајла конституција треба да се совпадне со потенцијалниот пациент. Така во минатото од Македонскиот доброволен дарителски регистар беше испратена коскена срцевина, односно клетки во Бостон. И беше спасен живот на пациент од Бостон. Така, тоа беа хајлајците, односно нели така наречените извадоци и сечоци од вчерашните разговори кои што беа интересни во отвореното студио 1. А како што најавивме, сега ќе поразговараме со нашиот колега Игор Стефановски. Неуморен колега. Неуморен за волја на вистината, кој што ревносно известува за сите оние случувања со судските процеси. И вчера, Игор, најпрво добар ден. Добар ден, Јано, добар ден, Чаловски. Ви благодарам за најавата. Така, како што има можност гледачите и да доцна во ноќта, вчера да се информираат од твоите директни линковски вклучувања со и тоа како силни и аргументирани извештаи. Поводот беше она што Еден ТВ ексклузивно го дозна за отворањето на предистражна постапка на екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски. За тоа малку подоцна. Би сакала сега најпрво да започнеме со она информација која што денеска пристигна од судот, а тоа е дека екс-премиерот Никола Груевски доби 30-дневен притвор и за Титаник. Така, нов предлог прифатен од страна на специјалното јавно обвинителство во однос на притвор на Никола Груевски во судскиот процес за изборните нерегуларности. Овој притвор би се реализирал кога Груевски ќе дојде всушност во Република Македонија, односно ќе биде обезбеден на македонските органи за прогонот, ако тоа и се случи или се бара екстрадиција одобрен мој политичкиот азил. Во повеќето предмети му беше доделен
притвор на Никола Груевски, бидејќи тој е во бегство и го очекуваат од специјалното јавно обвинителство да биде спроведен да одговара на казната која што му беше дадена 2-годишната за Мерцедесот меѓу другото, а во кривичниот суд денеска што се очекува како информација е во однос на тоа дека вчера се одржуваше јавна седница на кривичниот совет на Скопска единица по однос на барањето на укинување на притворот на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков во овој случај. Екс-директорот Атанасовски, екс-директорот Мијалков. Поранешни функционери од тајна полиција во шутка. Да, Игорче, со оглед на тоа што беше нели во доцните часови пред кривичниот суд, сите оние кои што во тоа време не ја следеле програмата, па еве сега се вклучуваат, сега ги дознаваат оние информации. Дали беше очекувана оваа предистражна постапка? Што се зборува низ тие судските кулуари, таму каде што нели ти најдобро ја вршиш својата работа? Подобро, не можеме да кажеме дека некоја пресуда, односно предистражна постапка би била очекувана, меѓутоа очигледно беше бидејќи требаше да се повика за еден предмет кој што сепак е од јавен интерес 27 април собраниски инциденти. Се очекуваше барем во најмала рака да биде повикан Владимир Атанасовски во обвинителството за организиран криминал и корупција, но ете тоа го сторија со предлог притвор кон него во предистражната постапка и веќе му е определен од судија на предходна постапка. Можем да кажем дека во судот тој беше повеќе од 2 часа, од кои час и половина го чекаше самиот распит и самото одговарање на судијата на предходна постапка, но не можеме да кажеме дали давал одговори на пред судот, бидејќи сето тоа траеше половина час. Кратко, значи, напред. Да. Нема да кажеме Игор да прави сега портрет на Атанасовски, ама од овде, од студиото. Кој е Владимир Атанасовски за оние кои што не знаат? Дипломиран економист, тоа што стои барем јавно во медиумите, интернет порталите, биографијата пред се негова, работи во институција 10 години откако го завршува високото образование, кое што се занимава со гонење на финансиски криминал за подоцна во 2016 година тогашната власт да одлучи да го напредне практично во управата за безбедност и контраразузнавање, сметајќи дека професионално ќе ја врши функцијата во УБК и дека ценејќи ги претходните негови ангажмани во управата за финансиско разузнавање каде што 6 години беше директор. Некако се добива впечаток во јавноста, оно што и вчера или од твоите извештаи можеше да се слушна и тука колегата Чумовски во отвореното студио го дискутираше. Некако, можеби не предолго време беше Атанасовски на чело или на УБК и не беше премногу експонирано неговото име. За сега секако се уште трае предистражната постапка, иако нели тој доби 30-дневен притвор. Меѓутоа, дали може да се каже, иако во сенка, ако може не премногу експониран, дека ете тоа е главниот оперативец, односно можеби и мозокот на цела таа операција за некаков упад во собранието? Да погледнеме што ќе каже тој во негова одбрана, доколку има понатаму одговори од спрема него кон обвинителството за организиран криминал и корупција, дали ќе се произнесат до крај организаторите, дали таа мрежа на поврзаност има со поголеми инстанци, но за сега, според сведоштвата, односно давањето на одбрана на обвинетите за собраниските инциденти, тој бил всушност организатор, а главен оперативец на него му бил обвинетиот за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста Александар Василевски Нинџа, кој го знаел од претходно, па откако ја добил директорската позиција, дури тогаш Нинџа, како што им кажал на преостанатите обвинети во судскиот процес 27 април, дека ќе може да има влијание користејќи го него со неговата новоназначена функција во 2016 година, тоа што со него напомета во однос на тоа кој е Александар Атанасовски. Јавноста многу немаше информации кога тој седна на шефовската фотелја во тајната полиција, меѓутоа еден месец подоцна веднаш откако специјалната јавна
обвинителка побара влез во УБК за да ги земе податоците со броевите и логовите со снимените разговори. Иако имаше судски налог од кривичниот суд, сепак не беше овозможено влез на СЈО во УБК токму од тогашниот директор на управата Владимир Атанасовски. Значи тој е првиот кој што го слушна на отвори. Тоа беше 2 дена подоцна откако министерот, тогаш технички министер Оливер Спасовски во МВР дал до знаење дека треба специјалната јавна обвинителка да влезе во управата, а пред 2 дена се натега специјалното обвинителство и соопштуваше, информираше дека со повеќе истражители ќе седат на смени пред управата за безбедност и контраразузнавање, се со цел да ги обезбедат податоците, додека пак нели како втората страна да имаме Атанасовски тврдеше дека тие налози од судот, оперативниот техничар се сомневал дека би можело да се злоупотребат бидејќи имало и активни логови. Веројатно и се уште се прислушувало во тој период. Во ред. Бидејќи колегите од режија ми алармираат дека веќе сме при крај, односно треба да го заокружиме овој прв блок, отварањето на денешното студио 1. Игор, ние ќе ти се заблагодариме многу и за овој разговор и секако за сите твои информации и твојата ревностност, како што би знал да каже Чомовски во твоите известувања. Така што да ни беше задоволство да те имаме во студиото да продискутираме. Сакавме со колегата Чаловски да издвоиме и неколку реакции од социјалните мрежи почитувани, меѓутоа со оглед на тоа што сепак не гази времето, правиме пауза за реклами, па ќе следува дневникот, односно вестите во 14:30 часот. Останете со програмата на 1 ТВ, со нас се гледаме малку подоцна повторно. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Сакам сите да се среќни. Сакам да згрижам уште едно куќе. Сите да имаат широк поглед кон светот. Сите врати да се отвораат со насмевка. Сакам сите да ме слушнат. Сакам да сум дома. Сакам изненадувања. Празниците се за исполнување на големи желби. Изберете 15 гигабајт интернет за секогаш, заедно со нов смартфон по супер цена. Samsung J6 за 209 денари месечно или Samsung J4 Plus за 179 денари месечно. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: за 1 година во приватни фирми за ископ на јаглен во Рекбит